Моментално Законот за социјална заштита малку дава поддршка не само на лицата со пречки, општо граѓаните кои што ни се во даден социјален ризик или кои што се соочуваат со социјални проблеми, но ние како Министерство во комуникација и соработка со здруженијата на граѓани, со родителите кои што имаат дечиња со пречки, направивме мали измени или адаптација на постоечкиот Закон за социјална заштита и тоа во неколку сегменти. Мислам дека 6 клучни прашања отвараме со новата промена, а тоа е прво и најважно е дека персоналната асистенција во Македонија за прв пат ќе се воведе со законски основ. Кога имате законски основ, тогаш треба како држава да направите и план и програма за персонална асистенција и да издвоите финансиски средства. И ние на тоа сме спремни и затоа и се обврзавме законски дека ова ќе почнеме да го развиваме. Знаете, преку ноќ ништо не може да се случи, но чекор по чекор ако одиме во права насока, ќе добиеме и остварување на правата на лицата со пречки. Второто е дека обезбедуваме помош и нега на лицето како и мобилност и следпило без основ да приходот биде услов за остварување на правото. Што значи тоа? Дека вие ако имате потреба од одредено право, што е компензација за одредена инвалидност или попреченост, вие навистина, независно од вашите приходи, треба да го остварите тоа право, заради тоа што државата, ако го вовела тоа право, значи дека ви обезбедила компензација. Таа неправда да речеме, сега им ја враќаме на граѓаните, велиме дека сега поправедно Министерството или владата ќе се однесува кон оваа група на граѓани. Следно е дека престанува потребата од оставување на конзилијарно мислење за остварување на помош и нега. Во моментов, граѓаните, освен што треба да трчаат од болница во болница, дополнително нивниот семеен буџет се оптеретува со 1700 денари за да може да остварат право од туѓа нега. Голем дел од тие граѓани кои што имаат потреба од туѓа нега, дополнителна нега, од трето лице, се неподвижни. И сега вие треба да ги од, да речеме, рурална средина, да ги носите во некоја централна болница во даден регион, за да може да добијат 3 потписа и да аплицираат за правото, а сепак конечно ќе одлучи комисија која што е во прв степен и која што е во рамките на Завод за рехабилитација на деца и младенци Стопанско поле. Тоа е нелогично и затоа ние го тргнавме и сега едноставно конзилијарното мислење нема да има потреба, но ќе ја зајакнеме првостепената комисија за да лекарите може да излезат на терен и да ги посетуваат домовите на семејствата кои што имаат поднесено барање за остварување на туѓа нега. Дополнително лицата со умерени пречки ќе може да го добијат правото на помош и нега од друго лице врз основа на стручно мислење од стручен орган и пред да наполнат 26 години. До сега тие лица со пречки до 26 години се сметаа за деца и до тогаш не може да го остварат правото на туѓа нега. А во суштина правото на туѓа нега треба да го оствари секој оној кој што е во немок кога ќе наполни 18 години и затоа не е важно да ова лице си го добие правото на туѓа нега пред 26 години. Дополнително родителите на децата со пречки ќе може да го користат правото на скратено работно време или на доместок за скратено работно време и по 26-та година, затоа што ако Македонија се пофали дека има сервис за заштита или па дека ги вработува тие лица независно од нивната попреченост или да кажеме од нивото на функционалност, тогаш е во ред, но тука ништо не им нудиме ние на лицата после 26 години дополнително како услуга, затоа родителите доколку сакаат ќе може да останат со своите деца и да работат 4 часа, да добиваат плата и на доместок и сепак да помагаат во семејството да детето си остане во рамки на семејството заштитено и така полно со љубов и грижа. Последното нешто е дека посебниот додаток, детски додаток што го земаат децата со пречки, секоја година треба да се обновува независно ако имаме ние трајна дијагноза. Зошто е тоа потребно? Вие не може ако имате трајна дијагноза драстично да се промени здравствената состојба одеднаш како лицето имало церебрална парализа, наредната година нема. Мислам, тоа е невозможна работа во медицината, така да апсолутно по службена должност, ако си имаме трајна дијагноза, ќе си се продолжува посебниот додаток. Со ова го намалуваме притисокот врз родителите и овозможуваме тие повеќе време да поминат со своето дете, наместо да се шетаат од шалтер на шалтер во нашите социјални институции за да го остварат ова право. Ова се 6 работи кои што ќе се случат со овој закон, само ни треба конструктивност и во парламентот за да побрзо поминат и граѓаните побрзо да ги остварат овие права за кои што ние денеска зборуваме. Дополнително се размислува амандмански да за лицата со тешки комбинирани пречки го остварат правото на мобилност
кои што досега го немаат. Значи ќе видите дека во законот тие се најнеоправдани поради тоа што сите други примаат некаков додаток, но тие не примаат додаток. И затоа мислам дека со пресметките сме добри, после преговорите со Министерство за финансии ќе бидеме и сигурни дека во 2018 ова право ќе можеме да го обезбедиме, но со амандмани ние ќе го предложиме и во собранието, пратениците ќе го предложат. Дополнително, скратеното работно време сега има една утврдена паушална сума која што ја зима родителот со скратено работно време, која што е некаде 4900. И таа сума сакаме да може да биде прогресивна, зависно од платата на родителот и да оди до 50% од просечната плата во Република Македонија, да не биде ограничена фиксно на 4900 денари. Значи ова се уште две дополнителни работи што пратениците веќе разговарахме, веројатно и со амандмани ќе ги предложат, а се барање на родителите. А јас сум многу среќна што тој пилот проект се случил и е по меѓународни, да кажеме, стандарди спроведуван и покажува дека тие 70 лица кои што се обучени за персонална асистенција може да функционираат и понатаму и дека Македонија може и да обучува дополнителни лица по овие методи и да тие навистина ги поддржат родителите и децата во нивното секојдневно живење и функционирање. Персоналната асистенција е одлична работа ако сакаме ние да зборуваме за вистинска инклузија, зашто на лицето едно се педагошките асистенти, тие се во училиштата, но зборуваме за персоналните асистенти кои што би требало да бидат со детето во текот на денот, зависно или лицето зависно од неговите потреби и за социјализација, и за пазарење, и за остварување на други негови секојдневни потреби од живењето. Проектот покажа дека навистина успешноста му е голема, лицата и општеството има потреба од ова и ние затоа со закон го регулираме и понатаму стандардите ќе ги донесеме и ќе си одиме кон реализација на програмата која што исто така Министерството ќе донесе за персонална асистенција. Социјалните сервиси во Македонија се сервиси кои што не се градени како што треба. Единствен систем или сервис кој што е правилно распределен, да кажеме, до некаде во општеството, се центрите социјална работа и таму се слеваат сите потреби кои што граѓаните треба да ги остварат. Но најчесто тоа се за материјалните права што треба да ги обезбедат, за остварување, да кажеме, на старателство, за посредување во однос на други институции, малку работи центарот. Така, но тоа е, да речеме, сервис кој што постои. Дополнително сервис кој што постои се дневните центри. И дневните центри имаат голем капацитет за да бидат ресурс во општините, но во моментов не се. Ниту се прилагодени на потребите на родителите, ниту на децата, ниту тие што се за над 26 години за лицата да ги поддржат во самостојно живење, но сепак капацитетот постои. Ние имаме 30 на територија на Македонија и заедно со УНИЦЕФ ќе работиме на унапредување на програмата внатре и начинот на кој што ги нудат услугите. Зашто тие во моментов работат 4 часа. Јас ги прашам зошто? Па толку можеле да издржат децата. Не е вистина. Зависно од тоа што нудиме внатре, толку време ќе може да издржат. Ако тие 50% од времето се надвор на воздух, ги шитате, ги социјализирате, правите активности, нема зошто да издржуваат. Тие деца живеат, ако издржуваат дома, значи ќе издржат и во дневниот центар, ама ако е прилагоден на нивните потреби. Така да ние работиме на таа програма и на зајакнување на човечките ресурси внатре. Навистина имаме центри каде што нема кадар, и ако немате кадар, вие не може да работите. Чаве постои, зидовите постојат или елементите за работа и развој на тие деца постојат, ако нема кадар кој што ќе работи со тие деца. Така и тоа е ресурс. Дополнително има некакви си родителски заедници во тие дневни центри во попладневните часови каде што се среќаваат и тоа е добра пракса, но треба да се зајакне, да има експерти кои што разговараат со родителите во тие попладневни часови, зашто родителите треба да се разменуваат искуства меѓу себе и треба да полесно ги поминуваат и надминуваат проблемите, ако знаат дека и други лица се соочуваат со тој проблем, па и ќе си дадат некој совет, но е важно и да тоа е во некоја организирана форма, дека освен што разменуваат искуства, треба да има и експерти кои што доаѓаат или стручни лица за да ги поддржуваат во процесот на надминување на различните проблеми со кои што се соочуваат. Ете тоа се, да кажеме, сервиси, но ако зборуваме за децентрализација на сервисите, треба да напоменам дека локалните самоуправи малку се свесни дека тие треба да вложуваат во социјалните сервиси, дека секоја општина треба да има социјална мапа и треба да знае каков тип на граѓани живеат во неговата општина, какви проблеми треба тој да пресретне како градоначалник или таа како градоначалничка. Тоа малку се прави и јас се надам дека ние како министерство ќе го подбутнеме и тој процес и како влада, зашто ако немаме децентрализирани услуги, ние не може да имаме квалитетни услуги. Зашто не во Пехчево и во Скопје исти се проблемите и потребите и треба Пехчево или Скопје да се свесни дека треба да ги адаптираат услугите.
Македонија почнала и процес на деинституционализација. Деинституционализацијата е процес за кој што се зборува малку е направено. Во моментов имаме ние 81 стамбена заедница и до сега во тие стамбени заедници имаат сместено 81 лице во 17 резиденции или стамбени единици. Се во тие стамбени заедници си живеат лица кои што би требало да речеме инаку ако не постои тој формат да бидат во институции, што е добро, но Македонија треба да си превземе чекор и да тоа го расшири малку, зашто се уште постои и Демир Капија, се уште постои Бања Банско, а тоа не треба да биде така. Сите треба да бидат сместени во пак заедничко живење и живење со поддршка, но на похуман начин, на поиндивидуален пристап. И затоа јас го поддржувам ово што Порака го прави и ние ќе продолжиме да соработуваме, но важно е да и други организации се вклучат во истото и други, дури бизнисот може да се види свој интерес тука, да државата си плаќа, тие да си го организираат живењето. Овој систем на живење со поддршка во индивидуални стамбени заедници е важно и да родителите се растеретни што по нивната смрт, зашто тие цело време си го поставуваат прашањето: каде ќе одиме, што ќе прават децата, кој ќе се грижи, дали ќе се грижат браќата, сестрите, па може нема да сакаат да се грижат, па во Демир Капија или ќе го однесат. Демир Капија, ако одите да го видите, ќе сватите дека ни еден родител не ќе да прати таму дете. Велам, тоа треба да биде музеј како децата и лицата со пречки во Македонија биле злоупотребувани на некој начин, зашто тоа навистина не ги остварува ниту едно од основните човекови права живењето таму. Затоа овој систем кој што го стварно загризуваме силно тука, заедно со Европската комисија поддршка имаме, има проект за деинституционализација Македонија добиено, исто така УНИЦЕФ се тука со нас, за да немаме ниту едно дете веќе во институција и сите да бидат или во згрижувачки семејства, што е доста распространето кај нас како форма, но да се зајакне тој капацитет да биде стварно згрижувачкото семејство со капацитет и квалитет за грижа за децата и лицата, и исто така институциите или овие форми на заедничко живење да бидат мали и да бидат со хуман пристап, за да можеме да ги остваруваме правата. Така тоа се некои сервиси кои што се почнати, но голем дел од нив треба да се јакнат и потенцирам дека локалната самоуправа сигурно дека ќе треба да направи специјализирани сервиси што ќе бидат потребни само да кажеме во Македонска Каменица, сервиси што ќе бидат потребни само во Куманово, сервиси што ќе бидат потребни само во Битола. И така ние ќе помагаме како министерство и за стандардизација и финансиски, но тие ќе треба да бидат лидери и да издвојат секако пари од буџетите.